Почитувани представници на медиумите, живееме во исклучително тешко време во кое на глобално ниво се соочуваме со сериозни предизвици, кои имаат негативна рефлексија врз нашата држава и севкупното општествено живење. Актуелните здравствени, економски и социјални предизвици во Македонија создаваат сериозен ризик за понатамошно нарушување на економско-финансиските текови, кои доколку брзо не бидат ставени под контрола, можат да предизвикаат катастрофални последици. Во изминатиот шестомесечен период беше неопходно да се превземат повеќе конкретни мерки, активности и ефективни политики, насочени кон зачувување на макроекономската и финансиска стабилност заради заштита на индустријата, земјоделското производство, туризмот и угостителството и редица други суштински дејности и во прилог на зачувување на што е можно поголем број работни места. Од почетокот на пандемијата, скоро 40.000 наши сограѓани ги имаат изгубено своите работни места. Далеку повеќе дури и од најлошо предвидените сценарија на старо-новата коалициона влада на СДСМ и ДУИ. Како резултат на нестручниот, неаналитичкиот и неефикасен и ненавремен пристап во решавање на сериозните економски тешкоти и неадекватната владина помош, најтешко погодените сектори и дејности доживеа сериозни и веројатно непоправливи штети, кои во голем дел го доведоа во ризик и нивниот опстанок. Во наведениот контекст би сакале да ја запознаеме јавноста со неколку поважни економски индикатори кои укажуваат на сознанието дека доколку во престојниот период продолжи да отсуствува еден таргетиран, брз и ефикасен системски одговор, пред нашата држава на вистина ја чека невидена економска криза. Индустриското производство во јули 2020 година споредено со јули 2019 година е паднато за 9,5%. Дополнително и бројот на вработени во индустријата е намален за 6,2%. Продолжуваат исклучително слабите резултати во сегментот на привлекување на странски директни инвестиции. Доказ за тоа е податокот дека во вториот квартал од 2020 година имаме нето одлив на странски директни инвестиции од 9,3 милиони евра. Посебно загрижува и податокот дека не се отвараат нови работни места, додека досегашните инвеститори го изнесуваат нивниот капитал и профит надвор од Македонија. Дополнително, актуелната влада нема ниту еден министер одговорен за привлекување на странски директни инвестиции. Од јануари до август оваа година буџетскиот дефицит е зголемен за 570 милиони евра. Како во претходниот период, така и понатаму продолжува слабиот тренд на реализација на капитални инвестиции. Доказ за тоа се реализираните само 8 милиони евра во месец август оваа година. Во период кога Македонија се наоѓа на црвената здравствена листа и затворени граници, продолжува падот на прилив во буџетот. Буџетскиот прилив во месец август е за 20% помал од претходниот месец јули. Од тоа произлегува и заклучокот дека нашите граѓани без оглед на тоа што се наоѓаат во нашата земја, вклучувајќи го и користењето на нивните годишни одмори во домашните туристички капацитети, сепак трошат помалку од претходно. Во време кога сите влади ја намалуваат или задржуваат цената на струјата на исто ниво и непосредно им помагаат на нивните граѓани, кај нас таа се зголемува, со што се нанесува доста сериозен удар на штета на граѓаните, но и на деловниот сектор. Почитувани, во овие исклучителни времења соочувањето на граѓаните и деловната заедница со кризата представува сериозен тест за нашата издржливост, подготвеност и посветеност за взаемна поддршка и барање на одржливи, но и долгорочни решенија. Со оглед дека отсуствува јасна владина стратегија за излез од кризата, во следниот период изразуваме јасна и целосна подготвеност за вршење на интензивни и непосредни консултации со представници на деловната и академската заедница. Истовремено, претеничката група на ВМРО-ДПМН има намера да предложи поголем број конкретни креативни мерки и политики со крајна цел да помогнеме во процесот на интензивирање на севкупниот процес на развој на македонската економија. Крајно време е да започне со креирање на реална економска политика и постигнување на позитивни резултати, што ќе биде во интерес на нашите граѓани, нивната благосостојба и просперитетот на Македонија. Ви благодарам.